се потрудам да бидам пократок, но морам да и реплицирам на колешката заради тоа што, читајќи го, она што го кажала министерката и она што го кажа колешката сега, значи се согласуваат двете дека супер е ребалансов, дека еве една реченица ќе прочитам, ребалансот на буџетот има за цел да се алоцираат средства онаму каде што ќе има најголема ефикасност и каде што може да се постигнат поголеми економски ефекти. И тоа е добра реченица, супер е, но во пракса со ребалансот се прави друго. Се кратат капиталните инвестиции. Ако кратите капитални инвестиции, како ќе постигнете поголеми економски ефекти? Ако кратите од образование, како ќе постигнете поголеми ефекти? Значи, економски ефекти се постигнуваат со умствена работа и со физичка работа, и со стручност и компетентност. Каде ќе ја докажат, на кои инвестиции, еве капиталните се кратат. Ако кратиш во образованието, ја кратиш државата, а тука се кратат. Ако кратиш во изградба на болници, што има да зборуваме за економски ефекти? Значи, ова што е напишано тука, со она што се прави, е како црно и бело. И јас затоа би сакал да беше тука министерката, сакав да ја кажам неколку работи, кога се зборува тука во парламентот, треба да се кажуваат факти, треба да се тие факти да се потврдат со бројки и со позиции што ќе значат економски раст, а не само флоскули, не само празни ветувања, затоа што имаме неколку работи што не одат така како што се напишени. Значи, во функција на постигнување на клучните приоритети на општеството, повисоки плати за раст на економијата. Не, раст на економијата треба за повисоки плати. Кога ќе расте економијата, повеќе, секако ќе растат платите. Значи, обратно е од ова што е напишено тука во пракса. И секаде е така, одсем кај нас. Ние мораме парите од буџетот да ги инвестираме таму каде што ќе има најголеми ефекти. А најголеми ефекти има ако инвестираш во образование, ако имаш попаметни луѓе, пообразовани луѓе, ако инвестираш во здравство и во превентива во здравството за да бидат здрави и да можат да работат, и ако инвестираш во капитални инвестиции што значат подобрување на животот на сите граѓани во државата. Целта на буџетот, целта на Министерството за финансии и на министерката треба да биде да направат атмосфера, да створат услови. А во тие еднакви услови, подобри услови, ќе се види кој е подобар, кој е поработлив, кој е попаметен. И тука и само така напредува општеството. Не може ние однапред да избираме своји таргети и да вложуваме во луѓе, во фирми, што и во минатото не постигнале добри резултати. Зголемени се средствата за фондот за иновации. Уште еднаш ќе кажам за фондот за иновации. Да, тој фонд за иновации многу значи. Ако средствата се доделат на вистинските фирми, на вистинските луѓе, на вистинските млади луѓе, што имаат идеја и што ќе направат продукт или услуга, што ќе значи зголемување на извозот од Република Македонија, што ќе значи зголемување на вкупниот приход на нивните фирми и така натаму. Тоа е добра работа, ама ако се инвестира таму каде што треба. Ние во првиот
повик видовме како се распределија средствата. И сега ги зголемуваме уште средствата. Дај да ги видиме ефектите, па после да се лоцираат средства во фондот за иновации. За мене е необјасниво да се кратат пари од образованието. Значи, без добро образование нема држава. Се друго се потпира на знаење, умешност, вештини, а се тоа се учи во образованието. Дури и ова што го имаме проблем со екологијата, тоа е воспитание и тоа на школа се учи. Има и домашно воспитание, но со добри наставници, добри професори. Многу побрзо децата ќе напредуваат и ќе бидат подобри од нас. А вака, слушам уште учителите, наставниците, професорите земаат 20.000 денари плата. Како тој професор, наставник, учител ќе вложи максимум кога мора да се грижи како да го помине денот, како да го помине месецот. Ние мораме да им створиме услови на тие луѓе, ако сакаме општество да напредува. Значи, да се алоцираа повеќе средства за образование, ќе прифати. Да се алоцираа повеќе средства за здравство и тоа најповеќе за превентива и за задржување на медицинскиот персонал, затоа што 90% размислуваат од младите сега што студираат или што завршиле, да заминат во Германија. Сите се запишуваат на курс по германски. Не знам дали министерката ги има тие информации, но тоа се факт. Значи, ако ние не ги задржиме најпаметните и не инвестираме во образованието на младите и во професорскиот кадар и наставничкиот кадар, ништо не сме направиле. Не може да има ефекти добри со овој буџет. Така да се што е очекувано со ребалансот на овој буџет нема да се оствари. Ќе го видиме тоа, ете, по завршување на годината ќе видиме каков ќе биде извештајот, ќе видиме што се случувало после овој ребаланс на буџет. Ако се крати од земјоделието, па видите, јас во последниве 3 години видов дека порано раноградинарски производи во Китчево идеа од Струмица, од Гевгелија, Кавадарци, Неготино, од таму. Сега гледам, увезуваме од Албанија во Струга, има пазар на големо и од таму земаат раноградинарски производи. Значи, нашите соседи напредуваат. Не знам која формула употребиле, што вложиле и како вложиле, но напредуваат. Ние назадуваме. Се намалува источниот фонд, се намалуваат и површините засадени со земјоделски култури. Каде одиме ако трошиме, можеби трошиме близко $1.000.000 за увоз на земјоделски прехранбени продукти. А порано ја снабдувавме Југославија, бившата држава, со раноградинарски производи и земјоделски други производи, и сточарски производи. Не знам како можеме да очекуваме позитивни резултати со овој работа. Уште малку затоа што се откажав од својата дискусија. Значи, за состојбата во здравството нема да коментирам многу. Јас знам што направи претходната влада. Значи, 7 пати се намалија цените на лековите, се набави нова опрема, се реконструираа болници и така натаму. Сега гледам и болницата во Кичево, кај што се работеше до лани, се прекинала да се работи, не знам зошто. Таа ќе остане како историски споменик затоа што ја почна уште владата на Бранко Црвенковски уште 92 година. Некако успеавме да ја продолжиме во 2010-11 година, но еве и тоа е запрено. И
Сега од ова што го видов, министерот за здравство ќе протестирал заедно со докторите, сестрите заради тоа што се случи немилите сцени на напади на доктори и сестри. Министерот не е за да штрајкува со нив. Министерот е должен да ги заштити и да ги преземе сите работи за да тие безбедно си ја вршат својата работа. Значи, што? Еве, ние како пратеници сега ќе излеземе, ќе штрајкуваме заедно со земјоделци. Не, или со професори. Ние сме должни со ребалансов на буџетов, со средства во буџетов да им помогнем. Не сме ние што ако еден плюс со нив штрајкува. Тој еден е должен да направи. Така да, ќе повторам, едно се зборува, а друго се прави во ребалансот на буџетот. Тоа е да. Благодарам.